Добро вечер, почитувани. Ви благодарам на присуството на денешното предавање. Во пресред на Денот на космонавтиката, денес ќе имаме предавање за првиот човек во космосот, Јури Гагарин. Денес за Јури Гагарин ќе ни каже нешто повеќе доктор Емил Нијами. Повелете. Благодарам за вашето вечерашно присуство. Во пресрет на 12 април, Денот на космонавтиката, оваа година јубилеј, 60 години од првото полетување на човекот во космосот. Би сакале да позборуваме нешто повеќе околу тој човек, имено околу Јури Алексеевич Гагарин. Името на Гагарин го знае целиот свет. Тој денес е суперзвезда. Инаку Јури Алексеевич Гагарин е роден на 9 март 1934 година во малото село Клушино во западната област на СССР. Неговите родители биле силани, богати, Јури бил третото од 4 деца во своето семејство. Неговото детство било многу убаво. Неговиот татко многу се грижал за него, исто така и неговата мајка бескрајно им подарувале љубов на своите деца. На 6 години Јури тргнал на училиште, но успеал да заврши само прво оделение, бидејќи потоа започнала Првата светска војна. Неговото село било освоено од страна на нацистите, така што престанале да работат сите институции и меѓу нив престанале да работат секако и училиштата. Дури откако станал многу познат, Јури не сакал да зборува за овој период од својот живот, односно за периодот на окупацијата. Познато е дека германските војници го избркале семејството Гагарини од нивниот дом, го презеле се што има. Во тоа време тие со себе ги воделе и младите луѓе, па така ги зеле и неговиот постар брат и постарата сестра. Еве тука можеме да го видиме Јури Гагарин, долу е седнат, неговата сестра и неговиот постар брат и неговиот помлад брат го гледате зад него. Во 1943 година Клушино го ослободиле, а Гагарин семејството на Гагарини се преселило во Гжац, каде што малиот Јура продолжил да се школува. Тој бил многу способен, многу бил љубопитен и го привлекувале многу работи, започнувајќи од музиката па завршувајќи до фотографијата и техничките науки. Откако Јура го завршил 6-тиот клас, тој решил да се пресели во Москва и во исто време да ја следи програмата за 7-тиот клас во училиштето за млади вработени. Неговите родители некако го убедувале да се откаже, но тој продолжил и во 1949 година. 15 годишниот Гагарин се преселил во престолнината на Русија. Тој живеел кај своји роднини, работел, учел, се му одело од рака. Во 51 година тој се преселил во Саратов, каде почнал да учи во индустријскиот техникум и во тоа време всушност тој за прв пат се запознава со небото. Исто така интересно да се каже дека
Јури, значи, многу сакал да се занимава и со кошарка, иако изненадувачки, како што можете да видите на фотографијата, со мал раст тој сепак станал капетан на кошаркарскиот клуб. Гледате дека е понисок, но тоа ќе ја предодреди неговата понатамошна кариера. Откако се преселил во Саратов во 54-та година, Гагарин почнал да оди во авиоклубот, каде постојано имало предавања на, да кажеме, прататковците или на татковците на космонаутиката. И откако ислушал едно предавање на Цијокловски, момчето едноставно се влюбил во летовите. Следната година тој завршил со техничката школа, но продолжил и понатаму да оди во авиоклубот и тука имали неколку успешни пробни летови на авион за тренирање. По неколку месеци тој бил повикан во советската армија и служел во војното авиатичко училиште. Тој бил помошник на командирот, меѓутоа Јура тука имал и многу голем конфликт со останатите војници, бидејќи тој самиот многу бил посветен, бил и многу строг, тоа секако дека не го сакале неговите соученици. Па затоа една вечер тој бил претепан, при што еден месец лежал во болница, но за среќа закрпнал и продолжил со својата работа. Тој многу лесно се справувал со сите задачи. Единствено нешто со кое што не можел да се справи, тоа било слетувањето. При секое слетување Гагарин, значи, со својот авион, со носот на авионот, удирал во земја. И затоа, по известно време, било донесена одлука тој да биде отпишан од школата, од училиштето. Ова одлука на управата на училиштето секако многу тешко му паднала на младиот Гагарин и тој веќе решил да стави крст на својата летачка кариера, но за среќа во последен момент, како што многу често бива, началникот на училиштето забележал дека тој е со низок раст. Го повикал кај себе, значи, и му кажал дека ќе му даде уште една шанса да продолжи со образованието и му дали уште еден лет, при што под на седиштето во авионот му поставиле перниче. И секако, како што повторно бива во успешните приказни, тој слетал многу добро, така што продолжил да се образува во оваа школа. Во 1957 година Гагарин ја завршил школата и почнал да служи во Мурманската област. Во 1959 година Гагарин веќе дошол до чинот на постар лейтенант и добил звање воен пилот од прва класа. Тогаш веќе во 1959 година во Советскиот сојуз била созреана идејата за првиот лет во космосот. Знаете дека тогаш и всушност започнала подготовката за надпреварот за освојување на Вселената помеѓу Советскиот сојуз и Соединетите Американски држави. Значи, тука тој се пријавил за оваа програма, бидејќи тогаш започнала во 59-та година,
Но критериумите биле малку поинакви. Значи, тука веќе не се барало како за пилотите некој да биде висок, да има ваква или онаква сила, значи не се барале војници, ами се барале луѓе кои што не се многу високи и кои што не се многу тешки, а сето тоа за да може да космонаутот да влезе во кабината на вселенскиот брод. Со својата височина од метари 65 и 68 килограми, Гагарин бил перфектен со ова. По многобројните испитувања кои што ги поминале во 1602 Гагарин бил избран помеѓу 20 кандидати за прв космонаут во Вселената. Во март 1960 година тој веќе преминал на тренинзите. Но без оглед на силната конкуренција, Гагарин успеал да ги освои симпатиите на своите предпоставени. Тој апсолутно и безусловно ги поминувал сите тренинзи, се обидувал да направи секако што треба и го правил тоа секако што треба и навистина бил идеално приспособен за лет во космосот. Значи, во веќе 1961 година, на 20 април, било решено дека ќе се полета во космосот. На 20 април американците решиле дека ќе полетаат во космосот, а претходно, значи, советите решиле ние мораме да ги претркаме. И затоа веќе биле, значи, постоеле тројца кандидати, меѓу кои бил и Гагарин. Меѓу нив исто така бил и Герман Титов, кој што бил, се претпоставувало дека е фаворит. Меѓутоа, клучната улога за определувањето на тоа кој ќе биде, тука го гледаме Гагарин на медицински испитувања, кој ќе биде, значи, клучната улога за тоа кој ќе биде првиот космонаут во Вселената, секако била одлуката на Караљов, односно на инженерот и создавачот на ракетата, на вселенскиот брод, извинете. Постојат многу теории што, како и кога бил избран, зошто бил избран токму Гагарин. Дури неговата мајка потоа рекла дека тој поминал некаков си неофицијален испит кој што го направил токму Караљов. Значи, еве тука ги гледаме Караљов и Гагарин заедно на слика. Караљов можел, значи, да бира на крајот помеѓу 5 мина веќе кандидати и тој го избрал токму Јури Гагарин. На 12 април 1961 година од космодромот Бајконур во денешен Казахстан, Гагарин влегува во својата ракета, влегува во својот скафандер и тука започнува неговата приказна. Знаете дека првиот лет во космосот со човек бил многу неизвестен. Апсолутно не се знаело што и денес не се знае што ќе се случува, а камоли пред 60 години, во 1961 година, кога ги немало сите овие техники и така натаму. Меѓутоа, Гагарин бил возбуден, затоа што
ќе оди и ќе патува во Вселената. Неговата љубов кон небото не престанувала. Тој, значи, бил апсолутно сигурен во за својот подвиг и утрината на 12 април 1961 година, тој со ракетата Восток, денес веќе ја нарекуваат Восток 1, полетал во космос. Да видиме како се одвивало тоа. Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева. Кедр, я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ на дренаж. Ключ на дренаж. Есть дренаж. Зажигание. Кедр, я Заря-1. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Предварительно. Желаю вам доброго полета! Я Заря-1, мы сейчас желаем вам доброго полета, все нормально. Поехали! Ето, тоа беше првото полетување на човекот во космосот, Јури Гагарин. И замислете како во денешно време тоа се одвивало. Никој од неговите блиски и роднини не знаеле дека Гагарин ќе полета во космосот. Неговата мајка дошле соседите и кажале: син ти полета во космосот. Како полета? Полета во космосот. Вклучиле радио, виделе што и како е, и таа рекла: јас веќе не можам, морам да одам да видам што се случува. Неговиот брат исто така. Дошла некоја пријателка и му кажала: брат ти ли е Јури Алексеевич? Да. Мајор ли е? Вика: не е мајор, постар лейтенант е. Ама вика: мајор сега кажа. А тоа всушност и таа му кажала, вика, полетал во космосот. Бе, како вика Јулија полетал во космосот? Вика: остави таа работа, не по. Вика: полетал во космосот го има насекаде, вика, на радио, на телевизија кажуваат, вика, веќе и слета на земјата. Затоа што нели поминало бајки време и слетале на земјата. Практично Гагарин полетал во космосот како постар лейтенант, а во меѓувреме, кога се вратил, веќе станал мајор. Значи некаде на тој пат од космосот до земјата, тој веќе станал мајор. Секако дека овој лет му донал светска слава. Значи тука ги гледаме Гагарин со татка си, со мајка си. Му донал многу голема светска слава и веќе на 14 април 1961 година во Москва, главниот град на Советскиот сојуз, односно главниот град на денешна Русија, била, значи, се одржало големо празнување во чест на Гагарин. Сакам да ви прикажам една архивска снимка, споени се неколку телевизиски прилози во врска со ова празнување и оставив намерно подолг дел за да видите како всушност советските луѓе се радувале на овој свој успех. Сегодня здесь радиокомментаторы со всего света.
Et maintenant, le cosmonaute Gagarine est à Moscou et dans un instant, il va rencontrer... 只有在你们的国家里，才能实现宇宙飞行的一个英雄加加林。祝贺你，苏联人民！祝贺你们！ Major Yuri Gagarin is in Moscow. He is approaching the stands where Nikita Khrushchev is officially waiting. Et maintenant, le cosmonaute Gagarine est à Moscou et dans un instant, il va rencontrer... Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Раскрывай объятия столицы. Ето така Гагарин влезе на црвениот плоштад и во Кремљ. Намерно оставив да видите каков е тој број на советски граѓани кои што сериозно, без никаква присила, излегле да го поздрават и да му честитаат на младиот Гагарин. Значи, ова тој тргнува во странство во мисијата на светот, каде што му предстоело да помине 20 седми во светот. И ова е една од неколкуте легендарни фотографии, секако на Куба и секако со легендарниот Фидел Кастро. Тогаш, во тоа време, Гагарин станува апсолутна светска звезда. Потоа тој повеќе се занимава со општествена дејност, меѓутоа сепак продолжува и да лета. Нешто и за неговиот личен живот. Јури Гагарин во 1957 година се оженил со Валентина Гријачева.
Таа работела во медицинската управа на Центарот за летање. Таму тие се запознале. И во нивниот брак тие имаат добиено две ќерки, Лена во 59-та година, а во 61-та, само еден месец пред полетувањето на Гагарин во Вселената, се родила Галина. Гагарин многу им посветувал внимание на своите две ќерки, на своите деца, и исто оноку колку што неговите родители му посветувале на им внимание. Тој, значи, апсолутно бил посветен на своето семејство и иако постојано пред очите на јавноста, тој значи некако го чувал своето семејство како посебен дел за себе. Дури по смртта Валентина Гагарина, по смртта на својот сопруг, таа никогаш повеќе не се омажила. Тоа навистина била љубов вистинска, и таа почина пред неколку години од нивниот брак, нивните две ќерки кои што исто така имаат своји деца, кои што се гордеат со својот дедо. Настапува еден можна неразјаснет, но сега веќе разјаснет период. Тоа е периодот на загинувањето на Гагарин. Се предпоставува, се случило тоа на 27 март 1968 година, кога Гагарин заедно со неговиот инструктор Владимир Серјогин полетуваат на еден тренинг тест и тие ќе загинат. Верзијата за тоа како се случила оваа трагедија ја открива неодамна починатиот космонаут Алексеј Леонов во 2013 година, при што тој кажува дека Гагарин и Серјогин загинале затоа што еден авион Сухој 15 се насочил кон нив, а тие за да го избегнат сударот влетеле во спирала и не успеале да го авионот да го оттргнат од спиралата, така што на таков начин загинале. Постојат многу верзии за тоа, зошто било ова направено. До ден денешен не е позната вистинската причина зошто се случило тоа. Овдека веќе го гледам и погребот, значи на Гагарин. Сакам да ви кажам неколку интересни факти за Гагарин и за првиот лет. Неколку недели пред 12 април 1961 година во космосот била испратена всушност кукла со скафандер по името Иван Ивановиќ. Во бродот се наоѓал и магнетофон кој на зимата испраќал снимени кулинарски рецепти и хорски песни. Тоа било направено со цел да се збунат американците кои го надгледувале летот и долго и безуспешно се обидувале да ја декодираат оваа шифрирана информација. Интересен факт, на кацигата на Гагарин е напишано СССР буквално 20 минути пред полетувањето, затоа што во последен момент сватиле дека при слетувањето на земјата космонаутот би можел да биде третиран како странски шпион, затоа што една година претходно на територијата на СССР пак бил собеден изидувачкиот авион на американецот Френсис Гери Хари Пауер, кој имал слична ваква кацига. Третото, значи за време на полетувањето на бродот, Јури Гагарин требало да го изговори вообичаеното екипажу полетуваме. Космонаутот решил да го наруши протоколот, повикувајќи го сега веќе легендарното па ехали, значи одиме, кој го знае целиот свет,
Така најчесто пред полетувањето со авион велел неговиот инструктор Марк Галај, кому навистина не му било јасно зошто му се обраќаат на екипажот кога во авионот има само еден човек. Следниот интересен факт е тоа што бродот на Јури Гагарин Восток-1 функционирал во автоматски режим на управување, зашто никој не можел да предвиди како ќе се однесува човек во такви екстремни услови. Јури добил плик со шифра за активирање на рачното управување доколку има потреба од тоа, а шифрата се добивала така што требало да се реши едноставна аритметичка задача, што човек во состојба на паника не би можел да ја реши. Следниот интересен факт е тоа што пред полетувањето Јури Гагарин е напишал проштално писмо на својата сопруга Валентина, која требало да ја биде во случај тој да загине. Сопругата на првиот човек во космосот сепак го добила писмото на по 7 години кога Гагарин загинал. Во тоа време не се знаело точно како ќе се однесува вселенскиот брод за време на слетувањето, додека минува низ густите слоеви на атмосферата, откако ги видел низ прозорецот огнените јазици, Гагарин мислел дека станува збор за дефект на спорот и на своите колеги на земјата им рекол: горам збогом другари, од разбирливи причини овие зборови са минале некаде во заборав. Јури Гагарин во космосот полета како постар лейтенант, а на земјата, како што реков, слета со звањето мајор. Според една верзија на министерот за одбрана Радион Малионовиќ, со налог за унапредување на првиот човек во космосот во мајор, лично му се обратил Никита Хрушјов, прескокнувајќи го при тоа чинот капетан. За време на полетувањето на бродот Восток-1 за прв пат во историјата во космосот се нашло стрелачко оружје, имено Јури Гагарин добил пиштол Макаров. Се предпоставува дека космонаутот би можел да се приземи во која било забит на земјата и можело да се појават диви животни. Токму тоа и се случило со екипажот на бродот Восход 2 во 65-та година, кога во тајгата во Јужен Урал паднале, па морале со пиштол да ги бркаат волците и мечките. Спустањето на космонаутот на земјата во капсула во тоа време не било технички изводливо, па Гагарин се катапултирал со од леталото и слетал со падобран. Во неговиот херметички затворен скафандер веднаш не се активирал вентилот за довод на воздух, така што тој извесно време не можел да дише. Првиот човек во космосот кој минал толку тежок пат, за малку ќе загинал на крајот. И уште една интересна историја, приказна кога 2 дена по летот на приемот во Кремљ Никита Хрушјов, што го приредил Никита Хрушјов, Хрушјов го повел Гагарин настрана и тој го прашал дали го видел Бога. Гагарин нашега му одговорил: го видов. Тогаш советскиот лидер му рекол: те молам, никому не кажувај за тоа. По известно време на космонаутот му пришол патриархот Алексеј I и му го поставил истото прашање. На Гагарин му било непријатно да се пошегува со поглаварот на Руската православна црква, па му рекол: не, оче, жал не го видов. И тогаш патриархот Алексеј му рекол: те молам, Јура, никому не кажувај за ова. Така и завршува ова наша приказна за првиот човек во космосот. Се надевам дека откривме неколку интересни податоци, видовме интересни снимки и фотографии за првиот лет и за првиот човек во космосот. Сега би сакал да ве прашам доколку има некакви прашања. Тука сум, ако можам да ви одговорам, немајте да ме прашувате како е составена ракетата, не знам. Така што ако има прашања, можете таму има едно рачешко што мафта долу или во чет да поставите прашање.
Повелете доколку имате некакво прашање. Веројатно нема. Веројатно нема. Доста исцрпно А, беше предавањето. на лекарски преглед тој сигурно бил потпуна стварност. Сепак пред загинување со пробниот лет дали имал некоја болест? Некоја сериозна болест немал, значи тоа прашањето од Игор Манев. Сериозна болест немал, секако состојби со возраста на човекот кои што се појавуваат, како и кај сите здрави луѓе, секако има, но нема. Колку време траел првиот лет од полетување до слетување? Игор, 60 минути. Не ме фаќате за збор, 60 минути. Значи, тој направил круг околу земјата, 60 минути, толку траел првиот лет. Ви благодарам и на вас, што вечерва бевте со нас. Јас имав уште неколку видеа да ви презентирам, меѓутоа се надевам дека следниот што мислевте со тоа што рековте дека е целосно расветен случај. Мислев, почитувана Ирина Младеновска, мислев на тоа дека расчистена начинот на кој што загинал Гагарин. Односно, како тоа се случило. Не е расчистен поводот, расчистен е начинот. Во ред, ви благодарам на сите со оглед на тоа што имаме веќе помалку од 1 минута. Сакам да ве поздравам сите, да ви посакам пријатна вечер и да не следите на Facebook страната за повеќе информации за следните предавања. Имајте пријатна вечер. Пријатна вечер, благодарам.